Господ Исус Христос и вели не само на неговите свети апостоли и на тие луѓе што биле околу него, туку не пучува и ден денеска да ние да се пазиме од лажните пророци. Тие лажни пророци Христос вели дека ќе бидат волци во овча кожа, дека на секој начин ќе се трудат за да не прелажат и на секој начин ќе се трудат да не отргнат нас од Христовата вера. Тие лажни пророци, тие лажни Христови следбеници и апостоли, Христос вели дека ќе ги познаеме со нивниот плод. Иако на почетокот можеби нивните зборови, нивното учење, нивната проповед и нивниот живот можеби ќе заблескаат и ќе видиме ние светлина во нив, сепак еден ден, како што вели Христос, се тајно ќе излезе јавно. Нивните плодови, иако на почетокот можеби се ќе бидат најубави за нашето уво, за нашите очи, но како што вели Христос, доброто дрво дава добри плодови, но лошото дрво не може да даде никогаш добар плод. Секоја нивна измама, секоја нивна убава проповед или дело, еден ден, можеби не веднаш, можеби не додека сме живи овдека ние на земјата, но со второто Христово доаѓање сето тоа ќе се исполни. Па така црквата си има канони, си има правила, си има прописи. Имаме Светото писмо каде што ете во Евангелијата ни е опишан Христовиот живот, ги имаме делата апостолски, ги имаме посланијата од светите апостоли. Треба се што не обкружува, колку и да мислиме дека е убаво и милно и разумно за нас, сепак треба пред се да видиме дали го има тоа во Евангелијата, дали го има тоа во делата апостолски, дали го има тоа во правилата и каноните од 7 Вселенски собори, за ете ние, не самите, туку со ете помош од Бога, помош од неговите ученици и следбеници, помош од учењето од 7 Вселенски собори, каде што ете многу тие отци се денески светители во нашата црква, тие со молитва кон Бога и озарени од Светиот Дух ни ги дале тие правила, за да можеме ние ете полесно да ги избегнуваме овие лажни учители, лажни пророци и лажни апостоли. Нека како што ете пред некој ден помина слегувањето на Светиот Дух врз апостолите, им ги отвори нивните срца и умови, така Светиот Дух, како што раководел со апостолите, како што раководел со светите отци, низ историјата на нашата црква, ни ги отвори нашите духовни очи, ни го отвори нашето срце за да ги разбираме правите вистини на Христовата вера и да можеме полесно да ги избегнеме и да се отргнеме од овие лажни учители. Амин.